Почитувани граѓани на општина Росомон, она што е одлика на сите кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија е трудолюбивоста, истрајноста и исполнителноста да се реализира се од она што ќе се вети во нашите програми за наредниот 4-годишен мандат. Денес ќе представам само дел од проектите кои се во програмата на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за општина Росомон. Нова училница и нови енергетска фасада на Основно училиште Пере Тошев во Росомон. Изградба на музеј на виното и библиотека во Росомон. Средствата се веќе обезбедени и ова ќе биде прв музеј на вино во регионот. Асфалтирање на локалниот пат Манастирец Трстеник. Прва фаза е во тек, односно веќе се пробива и се гради овој пат, а ќе се скрати патувањето на жителите на село Трстеник до Кавадарци за 5 до 7 километри. Исто така, ќе овозможи да се реновира и постоечкиот мост, бидејќи без пристап до Трстеник не може да се реновира мостот. Асфалтирање и реконструкција на преостанатите улици во целата општина Росомон или во должина од 5 километри. Изградба на тротоари во целата општина. Ќе се продолжи со изградба на тротоарите секаде каде што дозволува ширината на улицата. Уредување на централно подрачје во Росомон, Сред село и Сирково. Во Росомон ќе се уреди централното подрачје викано Сред село со убав и модерен изглед кој ќе се осветли, а исто така и во село Сирково. Поправки на полските патишта во повеќе атари. Ќе се продолжи со поправка на полските патишта со тампонирање и одводнување на водите кои се јавуваат по нив. Доградба и проширување на детската градинка. Во новиот мандат ќе се догради нов дел за прифаќање на сите дечиња кои чекаат за престој. Каптажа и нов цевовод во Сирково. Бидејќи изворот Браница е многу одамна направенет и има загуби во вода, ќе се изгради нова каптажа, како и нов цевковод до резерварот за подобро снабдување со вода. Изградба на дел од атмосферската канализација. Изградба на соблекувална во ФК Трстеник и ФК Манастирец. Изградба на дом на културата во Росомон. Изградба на простор за целодневен престој на пензионери. За пензионерите ќе се опреми просторија за целодневно дружење. Донесување на урбанистички план за Росомон. Најважниот документ за доуредување на Росомон е изработката на нов урбанистички план за Росомон, со што ќе се олесни добивањето дозволи за градби. Реконструкција на улично осветлување во сите населени места. Во цела општина ќе се сменат уличните светилки со нови, исти или слични како на главната улица. Почитувани, проектите од нашата програма ќе решат многу проблеми на жителите на нашата општина. Тоа се реално остварливи проекти кои ќе го променат ликот на нашите села, но и на цела општина Росомон. Вие, гласајќи за реден број 13, односно за мене како ваш градоначалник, од редовите на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и за листата на советници, ќе помогнете да се реализираат овие проекти кои ќе служат за сите вас. Затоа нашето мото е секогаш работа, секогаш Росомон, секогаш Македонија.